утро, Сара, одлично те гледаме, верувам дека одлично ќе се слушнеме. Те посакувам убаво утро и убав старт на денот, овој пат малку поинаков почеток заедно со утринска и со нашите гледачи. Така, добро утро на вас и ви благодарам. Сара, имаме можност денеска во ова наше утринско будење да позборуваме малку за она кое што наскоро следува. Инаку јас во мојата најава споменав дека она во кое што ќе може да уживаат сите кои ќе го направат токму тој избор да погледнат дуодрамата Те чекаме, една интересна тема која што и тоа како е потребна и неопходна да се зборува. Ова е еден соодветен момент заради тоа што ние знаеме дека кон крајот на годината или месец ноември е и посветен на машкото здравје или ако зборуваме за машкоста, а она кое говори или е дел од темата е токму машката ранливост и токсичната машкост. Па ќе почнеме малку со ред за самата идеја за представата Те чекам, а подосна ќе кажеме нели кој термин и кога и на кој начин ќе можат сите оние кои што ќе сакаат да ја погледнат. Така, представата Те чекам, идејата за ја настана спонтано од сите, нели, од нашето окружување, од блиски примери, од воопштето занемарува таа тема која што е многу значено да и се даде простор да се зборува за неа, а тоа е темата за машкото ментално здравје, односно за таа токсична машкост која што се наметнува во нашето општество. Интересно е тоа што токму оваа представа ќе биде на почетокот на месец декември или на 1 декември, она кое што веројатно и ќе биде еден добар завршеток или кон крајот на годината и покрај тоа што навистина оваа година имавме можност или театарската публика имаше можност да ужива во повеќе представи кои што отвораат различни теми, но секоја од нив со и различни предизвици, па верувам дека и вие како екипа се соочувате со предизвици кога нешто се создава, при трансформирање нели на оваа тема во еден театарски израз, нешто кое што верувам дека и кај режисерот, и кај продуцентот, па и кај самите актери е предизвик, но исто така и мотив за работа за на крај да се види самиот резултат преку театарскиот израз. Така, представата е многу емотивна и многу внимававме на тоа да не преиде во патетика. Главниот лик, односно ликот на Максим кој што ги игра Гоце Андонов, беше многу нам не беше многу важно да публиката да го сака. Ние не сакаме да го представиме мажот како некој што треба да се мрази, односно го представуваме на начин на кој што до публиката треба да допре на некој поинаков начин, односно да можат многу лесно да се пронајдат во него и да пораката која што сакаме да ја испратиме да стигне многу полесно до што поголема публика. Она кое што меѓу другото е и крајна цел е да стигне пораката која што треба да се пренесе од самата представа, но и веројатно да ги натера или да ги наведе на размислување сите оние кои што ќе бидат дел од публиката за еден ваков начин, за тоа колку всушност и кај нас постои простор за една општествена трансформација ако зборуваме за ваков вид представи. Колку лично сметаш дека постои простор кај нас и не само што треба да постои, туку и потребата од тоа што и меѓу другото и во самата твоја околина и наша околина го чувствуваме како нешто што е нужно, неопходно. Сметам дека постои можност преку театарот да се влијае на самото општество и на промените кои што сакаме, сите се стремиме да ги направиме, но нели секој на начинот на кој што може и во кој што е најдобар. Еден пример за тоа како допира оваа представа до луѓето и до општеството е тоа што наша публика беа децата, односно средношколците од Средното медицинско училиште во Скопје. И на наредната писмена задача по македонски јазик која што ја пишувале, многу од нив, поготово момците, пишувале како влијаела представата
на нив и како препознале во себе некои карактеристики кои што сакаат да ги променат и кои што баш поради представата се охрабриле да зборуваат за нив. Така што сметам дека на вистински пат сметам дека можеме на вистински начин да допреме до луѓе. Да, одлично. Сара, ова случајно или намерно, како и да е, важно е да кажеме дека се поклупува со она кое што и во овој месец ноември или новембар, месец посветен на машкото здравје, или оваа година се става акцентот на менталното здравје. Ние имавме на таква утринска тема и некако меѓу другото и самата содржина на представата делумно од ова кое што имав можност да го прочитам, а и она кое што ти ни го спомена или го сподели во овие минути, говори токму за тоа. Ако зборуваме и за младите или ако зборуваме за младите мажи кои што се разбира би требало и понатаму да се едуцираат и повеќе да следат вакви теми, се со цел да се одржи едно здраво машко здравје и во физичка и во психичка смисла, што е најважно. Но исто така кога се работи на ваква представа, неопходна е и отвореноста меѓу самиот тим кога зборуваме за чувствителна тема. Актерите секогаш треба и многу пати голем дел од нив покрај тоа што имаат диалог самите со себе кога треба да подготват одредена представа, нели потребата да бидат отворени со соработниците и на некој начин можеби во дел од представата да ги изразат и нивните чувства на некој начин и исто така доста ефектно за самата публика. Па колку ја имавте таа отвореност како тим додека работевте на оваа представа? Така, ние како тим сме многу блиски и приватно, се дружиме и надвор од работата, но мислам дека во процесот додека ја подготвувавме оваа представа уште повеќе се зближивме, баш поради тоа што сите споделувавме некои своји приказни, некои своји искуства, се со цел да Те чекам се претвори во една вистинска и во една реална приказна која што многу полесно може да ја доближиме на публиката. Да. Интересно е тоа што секогаш кога зборуваме за вакви теми, општествено важни теми, да кажеме и да потенцираме дека токму уметноста е некако еден мост кој што не доближува до општествената реалност, а од друга страна преку тоа се испраќаат и пораките кои што треба да се променат во општествената реалност, па како продуцент или како човек кој што е дел од тој продукцијски свет, како дали се чувствуваш како медиатор помеѓу уметноста и општествената реалност, нешто кое што треба да има некаква нормална поврзаност, но и треба да има своја цел, за која што и ние зборуваме преку оваа представа. Така, па апсолутно да, баш и како што кажав, многу е важно сите да допринесеме кон промените во општеството на начинот на кој што најдобро знаеме. Глумците тоа го прават преку сцената, нели театарот тоа го прави преку пренесување на приказната на сцена, а ние како независен театар за тебе навистина се трудиме тоа да го правиме на најдобар начин и да го правиме преку сцената, исто како во оваа представа за возрастни и во представите за деца. Навистина се трудиме да им пренесеме на луѓето и на децата една порака преку секоја представа која што ја правиме. Да, и верувам дека ете делумно кажавме и кое е очекувањето или пораката која што публиката ќе треба да ја понесе со себе по завршувањето на представата, а верувам дека и понатаму ќе продолжите и тимски, се разбира, да обработувате вакви теми, теми кои што се важни за современото општество, дел од нив и табу теми, а кои што преку театарските представи навистина може да се отворат, да се пренесат различни пораки и се разбира малку повеќе да се зборува на тие теми, да се крива нивото на свест, а и она кое што е важно, особено кога зборуваме за најмладите или оние пред кои што е еднината, па верувам Сара и во продолжение, односно и во иднина, ќе зборувате и ќе работите на вакви теми. Може би имаме нешто што после ова би го најавиле или нешто со кое што би стартувала новата 2026-та?
Па, за сега не би најавувала, работиме, имаме на ум многу нови проекти, но за сега не би најавувала, нека поминат празниците, па ќе најавуваме нови проекти секако. Така е, да, ние ќе имаме можности, се разбира преку Утринска на Телма, тоа да ги информираме нашите гледачи, како впрочем и за оваа дуодрама. Те чекам од Независен театар, Театар за тебе, на 1 декември во Културно-информативниот центар, салон 1919, ќе биде оваа представа. Во колку часот? Во 20 часот има два термини всушност отворено, 1 и 3 декември. За првиот термин има уште околу 20 на билети останати, а за другиот слободно може да се купуваат картите на Златен Зап онлайн преку нивната страна или преку било која социјална мрежа кај на нашите социјални мрежи на театарот. Одлично, Сара, ти благодарам, ете ќе ги поздравиме и Златен Зап, наши соработници кои што се разбира на еден ваков начин нашата соработка и продолжува, ги информираме гледачите за представите и детски представи, и представи за возрастни, промовирање на нашите македонски актери, се разбира признание за сето она кое што го правите и генерално како тим од режисери и продуценти и она кое на крајот е на задоволство на македонската публика, која верувам дека ќе ужива и во оваа престојна дуодрама. Те чекам. А Сара, ти благодарам и на тебе што утрово беше дел од утринската во нашето утринско будење, за да може на еден ваков начин да ги информираме гледачите. Кон крајот само би те прашала како меѓу другото ти започнува денот, што е она кое што е твој составен дел од утрото или ако зборуваме за утринските ритуали, нешто кое што па може да кажеме го дефинира денот или неговото темпо ако си дадеме оддишка во утринските часови и време за нас. Идеалното утро би било да го испијам кафето пред да почне да звони телефонот. Тоа може да помине и без него. Додека да го испијам кафето, само да не звони телефонот и се окей. Така е, да. Сите сакаме тоа да биде во мир и тишина пред да стартува денот, кој што знае да биде динамичен и прилично хаотичен, но секогаш со добра организација и добар план се е изводливо и верувам дека тоа е еден добра формула за успех. Сара, ти благодарам за утринското вклучување уште еднаш, ќе посакувам убав ден и многу успех и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и на вас, убав ден.